Целин ден го наполни туристичкиот центар. Слободни соби во хотелите нема, а се офајдија и приватните становиздавачи. Препон со гости во неподносливо топлите ноќи, градот е буден 24 часа. Нас 10 дана сме били на Охриду. Ние 3 веќе 10 дена сме во Охрид и уште сега го планираме нашето следно доаѓање. Многу ни убаво. Езерото и целиот амбиент едноставно плени. 3 days. Experience, it's my second visit to Ohrid. 3 дена сме овде. Ние сме украинци. Ова е моја втора посета на Охрид. Првиот пат бев кратко на поминување кон Албанија, затоа решив да дојдам повторно. Ова е волшебен древен мал град. Езерото со својата големина и плаветнило оддава впечаток како да сте на море. Јуче смо дошли, ту смо до недели. Супер, преубаво е. Вчера дојдовме и тука сме до недела. Обврските не ни дозволуваат да останеме повеќе, но ќе најдеме време за некои од концертите. Све е лепо, ништо немам принедбе. Поопет кога имам време ќе дојдем опет. Се е убаво, немам никакви забелешки. Штом најдам слободно време ќе дојдам повторно. Во предпладневните часови во центарот на градот се дише. Туристите уживаат во ретките часови кога градот тихува, за разлика од вечерите кога на шеталиштето нема место да се разминеш. Задоволни се од Охрид турскиве туристи, можам да речам, и многу убав град, за ним е мирен град. Значи во иднина може, според нивна проценка, тие го оценуваат дека во иднина може ти овдека да живеат, да идете да живеат овдека, поубав живот, помирен, по-сигурен живот имате овдека него во Турција споредба со Турција. Инаку од вчера во Охрид тешко се наоѓа слободен кревет. Преовладуваат млади луѓе кои дошле заради бројните концерти кои ги има секојдневно. Грми од градскиот стадион, од ноќните клубови и угостителските објекти. 3 лети доаѓаме тука поред и многу ни интересно, имаме многу другари тука, многу журки има. Колку пари потрошивте за овој период? Колку денес довде? За Преко 30.000. преко 30.000. За колку дена? За 5 дена, 4-5 дена. На што се трошат 30.000 за 5 дена? На алкохол. На алкохол. И на едење нормално. И не аздисуваат само угостителите. Таксистите одбиваат да возат низ градот, не се фаќаат за волан ако немаат есап од најмалку 2000 денари. Една од алтернативите да се стигне до посакуваната дестинација се пловилата. Секој со късметот, велат бродарите. Добро е, не е лошо. Од каде претежно има гости, каде најчесто ги носите? Од цел свет има гости, најчесто ги носиме за Свети Наум, таа е најпосетувана дестинација и многу убава. Одиме Канио, Горица, одиме Свети Наум, целодневни и така. Мислам дека е добро, али не е баш како што очекувавме. И додека охриѓани се жалат дека се подседативи, негодувајќи дека поради прегласната музика следоенови не ставиле глава на перница, влюбениците во Охрид уживаат во македонскиот туристички бисер, оти ги гледаат само неговите убавини.